Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте уште еднаш во програмата Радио што се гледа. Денеска имавме претходно уште две теми, но верувам дека и оваа тема која што ќе следи, а станува збор за системот на социјална заштита, како може да се прилагоди, како може да се подобри, ќе биде тема која што вас ќе ве заинтересира, оние кои што сакаат да добијат одредени одговори на прашањата кои што ќе ги поставиме до нашата гостинка, можат слободно да ги пуштат во коментари или во инбокс на Радио Пела 96.8 FM. Со нас во студиото е еден социјален работник, односно работничка, која што има повеќе работно искуство отколку што постои Република Македонија. И мене ми е драго што ја имаме тука во студиото Снежана Јовановска, долгогодишен директор на Центарот за социјална работа. Искуство, како што реков, во неколку системи од областа на социјалната заштита. Имаме тема за разговор во однос на прилагодувањето на системските решенија, како да се подобри и како да се изнајде начин тие социјални болести и девијантни појави во општеството да можат да се ублажат и на таков начин граѓанинот да добива одредена услуга или згрижување на тој што му е потребно. Добро ни дојде, Снеже, и навистина ми е драго што си тука. Честитки за пензијата, рековме 40 години стаж, но твоето искуство секако ќе биде драгоцено за сите нас и како новинари, верувам и како граѓани, и сите оние кои што се вклучени во тој систем на социјална заштита. Добар ден, ве поздравувам вас како Пела Радио, исто така поздрав до нашите граѓани и вашите слушатели. Благодарам за поканата. Точно е она што вие го најавивте, значи јас долги години работам во Центарот за социјална работа, поточно од 84-та. Во овај 40 годишен век, значи сум поминала повеќе начини на работа, повеќе измени во Законот за социјална заштита и слободно можам да кажам дека сепак и покрај чинење одредени напори да се подобри системот на социјална заштита и оние кои имаат потреба од негова примена, сепак дојдовме до еден период кога владеат безброј социјални болести и со тоа граѓаните се не можат или да се снајдат во новиот начин на живење или имаат се поголема потреба од мерки, услуги, финансиски средства за да можат на некој начин да живеат нормално. Дали генерализирано во однос на тие бројки кои што верувам дека барем ако не е друго процентуално ги имаш во себе, во однос на користењето на таа социјална заштита, и сама рече 84-та година беше твоето вработување во некогашна СФРЈ, се зголемува ли процентот на потреба од социјална заштита ако земеме уназад 40 години и сега? Дали на тој начин може да се добие една информација дека повеќе му е потребна на граѓаните отколку претходно? Јас во оваа прилика ќе го кажам моето лично мислење. Значи во далечните 84-та па до 94-та, значи Центарот за социјална работа беше со помал број на вработени и работеше со многу мала категорија на луѓе, затоа што сите знаеме во тој период скоро сите беа вработени и на тој начин го решаваа својата екзистенција. Исто така владеа можеби и некои норми, непишани норми и да речеме напрсти се броја бракоразводите. Напрсти се броја деца кои доаѓаат во судир со законот. Значи тука можам да спомнам дека и образовниот систем на поинаков начин го регулирал покрај образованието и воспитанието. Па улицата давала можда друг сегмент да се дружат децата. Значи во тој период многу беше мала бројката на лица кои дошле во положба од социјална потреба. Било тоа да е од финансиска природа, било тоа да е од услуга за средување на брачни односи, за да речеме мал број бил на затвореници, за повратници од затвор.
за бракоразводи и други, сите тие, јас ги велам општествени болести, значи и средината поинаку гледала на тие болести и другарството, меѓусебната соработка, може би и заедничкото живење допринесувале на некој начин проблемите да се решаваат подобро, превентивно, да нема далекосежни последици. После 94-95, значи сите сме сведоци на пропаѓањето на предпријатијата, на фирмите, бројката на баратели на социјална помош беше огромна. Особено во Прилеп, бидејќи беше во Прилеп беше ориентиран. значи катастрофа. Јас посеќавања ми се дека некаде 98-99 ние имавме бројка од 7000 семејства корисници на социјална помош. Тоа била огромна бројка и како корисници, меѓутоа и како средства. После тоа, значи се зголеми бројот на бракоразводи, се зголеми бројот на деца во судир со законо. За прв пат ни се појавија питачи. Па се појави, значи ние до 2000 година законски не го регулиравме семејното насилство. Значи може да направиме разлика како не било присутно, сигурно не било толку видливо присутно, за да може општеството и заедницата да го препознае. Значи, тогаш ни се јавија и таа форма на насилство. И после 2000-2001-2002 се размислуваше и од тогаш се вметна во законот како феномен, како поим кој треба не само да го толкуваме како домашна семејна работа, туку дека треба да се вклучи системот, дека треба да се регулира законски и да се одреда форми на помош и заштита за да можат тие лица кои се нашле во таква состојба да бидат заштитени. Значи, според ова што сега го слушам, центрите за социјална работа или Министерството за труд и социјална работа практично се пожарникари за гаснење на пожари кои што се случуваат во заедниците, а тоа е се резултат на одредени работи кои што треба или семејството да го решава, или образованието да го решава, зборувам училиштата исто така, или како што рековме, општата култура или улицата каде што тие треба да се дружат. Она што треба да се додаде на сето ова, а не го споменавме, тоа е дигитализацијата, интернетот, тоа е дополнителен пожар што му се стави на овие девијантни појави, бидејќи во овој момент барем голем дел од родителите се соочуваат и со такви одредени појави кои што се рефлектираат на децата, а тие и самите немаат контрола, бидејќи станува збор за одредени, филмска индустрија, станува збор за одредени контакти кои што тие не можат да ги контролираат. Што тука таа дигитализација што допринесе за тоа насилство, дали допринесе да се зголеми тоа насилство, да се зголеми исто така и бројот на бракоразводни парници и каде тука е Центар за социјална работа? Потребни ли се тие психолошки советувалишта за да може на некој начин да се допре до тие основни клетки? Значи точно она што спомнав кога почна да ни се распеѓа први економски да слабееме, некако мислам дека државата не беше свесна што не очекува. Значи ние живеевме еден долг период слабо економски и се наметна и потребата од дигитализација. Меѓутоа родителите, тогашните родители, борејќи се со екзистенцијата, немаја можност да бида информатички писмени. Нивните деца мораше да го пратат трендот на дигитализација. И дојде до една несоодветност, значи децата беа позапознати со процесот на дигитализација, поинформирани, значи информатички пописмени од нивните родители. Тука настанува родителите немаја можност да ги следат своите деца и да знаат што се случува. Ако родителот треба да биде информатички пописмен за да може да го следи и да го контролира. Меѓутоа некако не спремни
не го ја прифативме таа дигитализација и се случи тоа што се случува. Значи, малолетните деца, кои се деца, сепак се деца, нив не може да му забележиме затоа што сакаат да бидат во тренд, треба да ги пратат сите настани и случувања, беа оставени сами на себе. Тука би вака мое мислење би истакнала дека и образовниот систем потврли, децата ги оставивме без контрола. Значи во овие, да речам, предходни 20 години родителите почнаат да бидат во трка со времето да обезбедат што повеќе материјални средства и се помалку имаа време за своите деца. Значи го запоставија малце воспитниот дел. Образовниот систем со сите своји мани и доблести, не знам, можеби повеќе се обрна внимание на образовниот систем, а не на воспитниот. Се воведоа нов начин на образовен систем. Децата, да, треба да имаат права, меѓутоа треба да им се укаже и на одредени обврски. Значи малку се потврли со давање преголеми права на децата и од страна на родителите и од страна на своите наставници, без да се води сметка за возраста на децата. Значи, децата треба да бидат запознати со системот, меѓутоа етапно да оди, значи во зависност од нивната возраст. И така да јас забележувам и со многу мои колеги сум разговарала. Не може да се дозволи Facebook на малолетно дете. Значи, тоа е дете, неговиот капацитет е толку и тие се млади се и се стрема да бида во тренд и од тука па ни се случи тоа што ни се случува, ова насилство по интернет. Значи, младите, многу и девојки така, не знам, дојде тренд да објавува своји слики, па потоа стануваат зависници од одредени лица кои не ги познаваат, ги заплашуваат, им се закануваат и тие некако како да влегуваат во еден зачаран круг и во друг свет и плашејќи се да бидат отворени, можеби и родителите немаат време да разговараат уште на почетокот кога настанува одреден проблем. Тоа сите профитери го користат на свој начин и ние сме сведоци сега колку сето тоа насилство по интернет го доживуваат малолетните деца. Сигурно си била во тек на одредени иницијативи или законски измени кои што се случувале во текот на овие 4 децении и најдобро можеш да ни кажеш во кој дел системот за социјална заштита во моментов, еве да речеме во сегментот на справување со семејното насилство, може да биде уште подобрен, ова како пример само го земам, или во делот на заштитата и рехабилитација за одредени девијантни појави, одредени, како што и самата рече, општествени болести или социјални болести. Ајде да го земеме пример делот на справување со бракоразводните парници, во делот каде што едно семејство веќе нема да биде она што било. Дали во тој дел може нешто, Центарот за социјална работа, ево, во Прилеп и сите останати, во делот на системски зборувам законите, да се подобри, за да може семејството како основна клетка да остане и понатаму основна клетка, а бројот на бракоразводни парници да не се зголемува. Во случајов, јас имам податок дека навистина од година во година се зголемува. За жал, навистина за жал, затоа што јас разводот со еден збор го нарекувам земјотрес. Последиците од разводот никој на почетокот не ги согледува. Да речам, онај кој не е социјален работник или кој не работел во центаро, па и во образовниот систем, затоа што
најголеми последици трпат децата од тој развод и во тој момент кога се случува разводот, брачните другари па и нивната околина како да не е свесна што понатаму ги очекува. Значи децата трпа, тие секогаш се најподложни на општествено девијантните појави. Да полесно можат да бидат жртви на семејно насилство, полесно можат да бидат насилници, полесно можат да подлегнат на асоцијалните поведенија, сега веќе е актуелно да бидат корисници на дроги, и ред други работи кои незадоволството од тоа што нивните родители не се заедно ќе го пренесат на сосема друг начин. Дали ќе сакаат да се осветат на родителите за тоа што му се случило или за тоа што се чувствуваат послаби, немаат поддршка и лесно можат да потпаднат под друго влијание и понатаму ние наместо да создаваме корисни граѓани, ние треба да се справуваме понатаму и да работиме со нив, меѓутоа тоа е еден комплексен проблем и за поединецот, меѓутоа и за општеството како целокупно. Што може да се прави? Значи, јас мислам дека не треба да биде страмно, нити табу тема, дека младите, значи било девојки или момци, пред да склучат брак и покрај тоа што имаат можности навистина долго да се познаваат, да бидат заедно во секакви прилики од животот и тогаш не треба да има проблем тогаш кога ќе одлучат да стапат во брак. Меѓутоа, гледаме дека во пракса тоа не е така, дека веднаш после година-две одлучуваат да се разделуваат. И од тие причини би апелирала, треба да има предбрачни советувалишта. Имаше ли некогаш? Имаше, да, постоеше една година-две, меѓутоа ние не знам како држава, можеби во пракса, она што се почнало, не продолжуваме да го поддржуваме во континуитет и да го надоградуваме. Значи, секоја нова работа која се воведува, во почетокот има една замисла, понатаму како се развива, ќе се надополнува одредени работи, ако треба ќе се отстранат. Мислам дека требаше да продолжи да работи, треба да има стручен тим кој ќе укажи на не на последиците, туку на потребите, обврските. Јас зборот компромис не би сакала многу да го употребувам, кога двајца луѓе, млади луѓе кои сакаат да живеат заедно, одлучат да живеат заедно, нормално на почетокот тоа поттикнато од љубов едни спрема други, треба да знаат да живеат со маните на својот брачен сопатник, било мажот, било жената. Значи компромис нема. Туку сите ние како луѓе, како единки, имаме одредени навики и потреби различни еден од друг, и различни и жени и мажи, и сега ние тука треба да се надополнуваме. Значи не може никој да се претопи еден во друг, туку треба да внимава да не ги прави работите кои неговиот сопатник не ги сака. Ако така јасно, отворено се разговара, мислам дека брачните заедници треба одлично да функционираат, имајќи го во предвид што сега во 90% брачните другари почнуваат сами. Значи, не им пречат родители, не им пречат други работи, живеат во собствена заедница, обично се материјално обезбедени, колку се финансиски, тоа секогаш ќе биде различно. Мислам дека финансите никогаш не треба да биде причина за развод, нити пак родителите од едниот или од другиот, затоа што претежно си живеат сами. Меѓутоа, треба да бидат спремни за обврските. Не ги делиме работите на машки и женски, меѓутоа заеднички да се зборува и заеднички да се завршуваат обврските. Нека не ми замерат жените, јас сум жена, меѓутоа често велам носител на дејноста во семејството е жената.
Тоа сепак не треба да го заборавиме, а мажорам исто апсолутно треба да помага и тука нема делење, нема машки и женски работи, меѓутоа треба да се поделат и обврските во бракот, меѓутоа и обврските околу воспитување и одгледување на децата, кои навистина се многу важни. Ние често знаеме дека поголем број од младите кои имаат своји деца, како сервис ги користат своите родители. И тоа е добро. Меѓутоа не треба да се занемари, значи како сервис родителите се користат кога има потреба да се оди на работа или да се завршат одредени работи. Меѓутоа не треба да се користа сервис за забава. Значи кога се забавуваат родителите треба да бидат и со своите деца. Значи не треба да ги и тука исто така настанува дисбаланс во начинот на воспитување. Нормално е секоја генерација различни потреби, различни начини на воспитување, не треба да се враќаме назад. Значи Во секој случај ова што и сама го кажуваш е потребна дополнителна едукација. И за правата, и за врските, и за значењето на семејството како основна клетка, и тоа да биде како институција поддржана од другите институции од системот, за да може да опстане и да биде тоа здраво семејство, бидејќи од тука се почина. Така е, и при најмал проблем, значи ако доаѓа до чести вербални недоразбирања, исто така не е ништо, нити срамота, нити страшно, нити незнаење да се побара помош. Тогаш да се побара помош. И да се најди начин сите тие недоразбирања да се решат и во тек на и исто така безброј родители имаат потреба да се консултираат, да добиваат совети во начинот на воспитување на децата. Значи сите деца се различни, некои се темпераментни, некои се помирни, значи треба да се побара помош доколку почувствуваат дека не знаат да одговорат на одредени потреби во брачното и во семејното живење. Во однос на семејството, она што го забележуваме особено последниве неколку години, можам да речам последниве 5-6 години, вклучително и корона кризата која што дополнително ги вжешти тие страсти и тие насилници кои што прават семејно насилство, велам тие насилници и тоа е особено изразено машки род, бидејќи многу малку жени се насилниците, тие се жртвите, а она што треба и што се најавува како потреба е како тие жртви на семејно насилство да бидат згрижени во една локална заедница, бидејќи мислам дека во овој момент нити градот, нити пак Центарот за социјална работа има некој таков начин да ги згрижи и да ги спаси насилниците од она што им се случува секојдневно, а можеби и најчесто со години. Речиси секојдневно се случува во билтените што ги добиваме од МВР дека се случило семејно насилство, дали кон девојче или кон жена, и најчесто е во семејството. Како е заедницата, Прилепската заедница или регионалната Пелагониска и на крајот на краиштата Македонија да се справи со таа појава? Па тој феномен во почетокот спомнав, значи не бевме ни свесни дека ќе дојде и за жал исто така сега во ова современо општество, во овој начин на живење, на информираност, на писменост, на економска самостојност, жално е да ги гледаме овие бројки. Меѓутоа, јас мислам дека првин треба да се види причината. Зошто го имаме зошто имаме појавата на семејното насилство, кога оти претежно се случува меѓу брачни другари, и сега феномено, навистина е феномен како тие кои ја создале таа заедница од љубов и од желба за заедничко живење, после некој период на заедничко живење се јавува вакво не само психичко, туку и физичко насилство. Треба да се видат причините, затоа што поголем број од насилниците дејството на насилство го вршат или под дејство на алкохол, или за жал под дејство на дрога. И тука, значи, треба да се бара начин да се намали присуството на дрога, да се намали бројот на корисници на дрога.
Сега веќе тоа е значи еден комплексен проблем кој општеството треба да се грижи, значи да се настојува да дрогата да ја нема на секој чекор. Понатаму исто така алкохолот. Исто така слободното живење, значи ние гледаме и мажите и жените, сите сакаат покрај тоа што се во брак самостојно да живеат, да ги задоволуваат само своите потреби, а не заедничките. Меѓутоа веќе кога дошло до семејно насилство, треба општеството да најди форма и начин на згрижување на жртвата. Голем проблем е кога жртвите се со деца, затоа што обично семејното насилство е од брачен другар на другиот брачен другар, меѓутоа децата се секогаш секундарните жртви. Затоа што и да не има директно насилство врз нив, тие се сведоци на она што се случува во нивните домови. И сега во такви случаи, значи многу треба добро да се размисли што да се прави со жртвата со деца. Ние често применуваме, доколку меѓутоа во нашиот град за жал нема шелтер центар за сместување на жртви на семејно насилство, може би од пракса или се увидело треба да има, не мора да е огромен некој капацитет, затоа што претежно жртвите или се сместуваат кај роднини, или кај блиски, или имаат на тој начин го регулира, да речам, во дадената ситуација да се отстрани од насилникот. Меѓутоа во идниот период навистина, значи од долгогодишна пракса, сметам дека не треба да се сместува жртвата, туку напротив, треба во такви случаи да се отстранува насилникот. Затоа што основната дејност на Центарот за социјална работа и на нас како социјални работници е грижата за малолетните лица. Се повеќе треба да обрнуваме внимание што се случува со децата кога нивната мајка заедно со нив ги сместуваме во шелтер центар. Таму времето е ограничено 6 месеци до 1 година, потоа треба пак да се вратат во другата средина и малите деца тоа тешко го доживуваат и од тие причини мислам дека во наредниот период треба да се води сметка кога имаме случај на жртва на семејно насилство, да се настојува да се отстрани насилникот. Децата да останат со својата мајка во средината каде што живееле. Вие сте биле досега многу активна и во делот на одредени активности кои што ги имаат и невладините организации. Јас верувам како стручњак, како експерт од искуство, но и од знаење, како што реков претходно, сте биле и дел од одредени иницијативи за законски измени. Верувам дека и понатаму ќе бидете активна за да помогнете во овој дел кога станува збор за одредени промени за легислативата, но исто така и да им се укаже на институциите она што го прават невладините организации, каде одредено нешто недостига за да може да се институционално да се реагира, но кога сме веќе кај шелтер центрите, да спомнам една од невладините организации од градот имаше одреден шелтер центар кој што делуваше за згрижување на жртвите од семејно насилство, но се покажа дека не е доволно. Како и да е, при крај на разговорот јас ќе ви посакам активна пензија и за да ни биде повелете. Значи, не сакам да ги критикувам невладините организации, од секогаш сум сакала да соработувам и сум соработувала. Јас сум ги доживувала како продолжена рака на институциите, меѓутоа сега не го делам тоа мислење. Мислам дека невладините организации функционира сами за себе, а требаше да биде продолжена рака на институциите, но она што не може да се реши институционално, да се продолжи, да се помогне преку невладин сектор. Меѓутоа, за шелтер центар кој беше отворен во нашиот град, фактички тоа беше само една телефонска линија.
Со тоа што жртвата ќе се јави, ништо не се решило. Тие повторно требаше да дојдат и сите оние форми на заштита, сместување, некаква помош, пак требаше да се случи преку Центарот за социјална Комплетна работа. грижа. Да, значи таа невладина беше фактички само како телефонско јавување, SOS јавување за констатирање и само за да се препрати. Меѓутоа, во ред и такви можеби треба да постојат, затоа што тоа сепак имаме неинформирани, за да ја информира и да ја го покажат патот на кој начин може да побара помош и заштита и во која институција. Јас благодарам за разговорот, како што реков, ви посакувам активна пензија и во секој случај вие сте тука во градот, можете да помагате и со совети и со одредени информации, како што рековме, ако не друго споредба, за да може да се каже дали овој пат е во ред каде што се оди во однос на социјалната заштита или треба одредено нешто, можеби за нас представува детал или ситница, но за вас секако е од тој мозаик на социјалната заштита голем дел и треба да се обрне поголемо внимание. Јас ќе завршам со Законот за социјална заштита. Малце зборувавме за социјалната помош како финансиска помош. Најчесто велам, ние го имаме законо по европски терк, ама ние сме балканци. Значи мора да се внимава при носење на одредени законски измени и за начинот на кој граѓаните ќе го злоупотреба. Значи точно мора да речиме да се предвиди. Само едно би нагласила. Ние никаде во Законот за социјална заштита немаме одредено време на користење на социјалната парична помош. А то треба да го имаме. И тоа треба да биде условено. Да биде условено, да, кога семејството се нашло во положба социјална потреба, да, ќе му ги дадиме сите форми на заштита, сите финансиски средства, меѓутоа треба да го ограничиме и со тоа да го мотивираме самиот да најди работа и да биде користен за општеството и за себе. Благодарам уште еднаш и се надевам дека повторно ќе ни бидете гостинка за Благодарам одредени теми. вас.